Во завршна фаза е реконструкцијата на фасадата на општата болница. Завршува и реновирањето на неколку одделенија во здравствената установа. Увид во работите денеска изврши министерот за здравство Никола Тодоров. Завршува и изградбата на интернистичката интензивна нега. По ова се очекува да пристигне и нова опрема во болницата, за која министерот вели дека во изминатиот период е и кадровски зајакната. Гражните работи веќе се при крај тука. Ќе се започне сега со набавка на опрема. Предвидена е набавка на опрема за ова интернистичка интензивна нега, пошто и таа ќе биде ставена во функција на пациентите на Велес и на околината, имајќи предвид дека тоа е повеќе од потребно за општата болница во Велес. Инаку со програмата и во наредниот период предвидуваме набавка на нова и најсовремена опрема за општата болница Велес во вредност од некаде околу 800.000 евра, со што ќе се заокружи целиот овој инвестициски циклус на инвестирање во градежната инфраструктура или во здравствената инфраструктура и инвестирање во опрема. Паралелно со тоа, во изминатиот период се работеше на зајакнување на кадарот на болницата. За реконструкцијата на Велешката болница инвестирани се околу 21 милион денари. Надлежните велат дека работат на подобрување на условите во здравствената установа, зголемување на персоналот, а новата апаратура ќе придонесе и за зголемување на квалитетот на здравствената услуга. Раководството на болницата очекува дека пациентите во иднина ќе бидат уште позадоволни. Секако дека многу ќе ги подобри условите за престој на пациентите во нашата болница, а и тоа е наша цел, да добиеме задоволен пациент. Значи, во една преубава болница изградена со најсовремена апаратура, со доктори кои што се дојдени од едукација од Скопје или од странство, ќе имаме давање на квалитетни здравствени услуги. Според Тодоров, наскоро треба да започне и реконструкцијата на инфективното одделение во Велешката болница. За таа цел ќе бидат инвестирани околу 26 милиони денари.